Анита, добро вечер од мобилното студио на телевизија Нова. Токму така вечерва се наоѓа во Велес, каде коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ одржува митинг, ќе им се обрати вечерва кандидатите за пратеници и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ вечерва ќе им се обратат на поддржувачите и симпатизерите тука во Велес. Најавив во претходниот информативен блок дека ќе се обидам да обезбедам некој од кандидатите за пратеници. Најверојатно некој од нив ќе имам во 22 часот. Претпоставувам дека ќе ни се придружи тука и во мобилното студио и носителот на листата во третата изборна единица Илија Димовски, со оглед на тоа што митингот пред малку започна и треба сите да се обратат пред Велешани. Во овој момент не можат да присуствуваат, да бидат тука дел од мобилното студио на телевизија Нова, но најавувам дека ќе ги обезбедиме за нешто подоцна во некој од наредните информативни блокови. А во овој информативен блок мој соговорник е директорот на Велешките актерот Јордан Витанов. Добро вечер, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добро вечер. Ајде прво да почнеме со она што е од вашата сфера, културата, колку програмата на ВМРО-ДПМНЕ предвидува проекти за културата во Велес, се изгради Велешкиот театар во 2014 година, кои други проекти се и колку е предвидено во новата програма во однос на Велес во делот на културата? Добро кажавте, значи нашиот театар како значајна инвестиција или вложување во културата во програмата на ВМРО-ДПМНЕ завзема централно место. Таа одлука е донесена во 2007 година, иако не беше, морам да признам, дел од програмата во 2006 година во преродбата. Сепак, при една посета, тогашниот премиер, нашиот председател, односно председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, при една посета на Велес за еден сосема друг проблем, еден огромен проблем кој го тиштеше населението таму во местност Стара Амина, каде што цел рид се свлекуваше и постоеше опасност да се направи голема материјална штета, може би човечки жртви. Значи, при таа посета, при разговор со нашите пратеници, особено Илија Димовски и Горан Петров, му е предочено дека во Велес подолго време постои проект за изградба на театар кој во тие време од разни причини не се најде можност да се реализира. Значи, само 3 дена после посетата на премиерот Груевски, на седница на влада донесен е заклучок да се изгради театарот во Велес. И така тргна таа работа и во 2007, значи во 2008, на 20 мај беше камен темелникот, поставување на камен темелникот. Се градеше целата зграда, припрема на документација и така натаму околу 6 години. И конечно во 2014 година на 20 декември беше свечено отворен со представата најважната работа на светот по текст на Братислав Димитров, режија на Љубиша Георгиевски. Значи, ако ви беше прашањето на кој начин ВМРО-ДПМНЕ во својата програма се грижи за културата, јас можам да сведочам за еден конкретен пример, значи тој е примерот на нашиот театар, театарот во Велес, кој иако не беше дел од програмата, согледувајќи ги, значи, потребите, бидејќи ние работевме во една многу стара, трошна, субстандардна зграда, скоро без никакви технички можности, која беше просто недостоинствена и за публиката и за нас. Таа ситуација ја наметна просто ова решение. И согледувањето на проблемот, сакам да го потенцирам како реален пристап. Значи, навистина ние имаме сериозен застој, имавме, односно сериозен застој во вложувањата во културата во капитални проекти. Со години не се вложуваше скоро ништо од базичните услови за култура. Да не спомнувам, ние како држава веќе 70-ти на години немавме филхармонија. Таа стално се селеше како кираџија натаму наваму низ државата во неподносливи услови, неприфатливи просто за реномето и успехот и квалитетот кој го носи нашата филхармонија. Да не зборувам за диригентите кои доаѓаа од странство, кои беа големи имиња на светската музика. Просто нема соодветни услови. Сега се надевам да го кажувам и тоа како еден од примерите на кој начин ВМРО-ДПМНЕ влезе генерално во решавање на тие проблеми во културата. Не ги спомнувам сега тука Македонскиот национален театар.
која е наша гордост. Ни се подсмева луѓето кога доаѓа на гостување во онаа стара барака која издржа како донација толку години колку што издржа, но сепак за една држава е недостоинствено националната куќа, националниот театар да биде сместен во такви субстандардни услови. Ја погледнавте ли програмата на Социјалдемократскиот сојуз, тие вчера се обратија тука, има ли проекти за културата кои се предвидени? Не знам, морам да бидам искрен, не сум ја погледнал, повеќе сакам да ја читам во овој момент нашата програма, што не значи дека нема да земам да прочитам што значи. Значи, работите во тоа што не знам дали моите очекувања некаде ќе се поклопат таму, затоа што тие конкретно на примерот на нашиот театар неколку пати напиша со некои општи флоскули дека ќе се грижат за културата во Велес, дека ќе го решат тој горлив проблем на театарот во Велес и така натаму. Се тоа без убави реченици напишани на некоја хартија, но беа главно декларативни заложби зад кои не стоеја сериозни намери. Вие сте јавна личност, вечерва ВМРО ДПМН е тука и коалицијата одржуваат митинг. Какви пораки очекувате да бидат испратени до Велишани? Очекуваме сите оние пораки кои ги слушнавме генерално низ овие обраќања и преку спотовите, и преку платената политичка програма, и преку настаните од митинзите, пренесување преку медиумите од другите случувања досегашни, дека главниот фокус сепак ќе биде овој пат на решавање на економските проблеми на граѓаните. Значи, ние како град, може би најжестоко ја почувствувавме таа транзицијска несреќа, тој транзицијски камшик. Велес беше базиран, конципиран како град кој својата екзистенција и опстанок ја темелеше на големи индустријски капацитети. И кога падна тој концепт, што? Затоа што мораше да се мени тој општествено-политички систем од некоја пазарна економија од некоја договорна економија во пазарна економија, што од намера во тие години во владење на една олигархиска, транзицијска една мафија, можам да ја наречам слободно, која ги ограби фабриките и ги остави работниците на улица. И Велес настрада многу. И долго време се чувствуваше и се уште се чувствува тој удар на таа транзицијска тупаница. За среќа, значи, тргна работите на подобро. Веќе се отворија неколку индустријски зони со помали капацитети, со домашни инвеститори, како што гледаме веќе една фабрика од сериозен инвеститор, тоа е Маркарт, во економската зона во Крастари, отвори своја фабрика. Премиерот на 2-3 пати најави инвестиции кои се засигурно веќе во два наши гиганти тука во свиларата и во порцеланката и во фабриката за порцелан. Се надевам дека во иднина тој интерес за вложување, односно за отварање на што домашни, што странски капацитети во Велес ќе се зголеми, затоа што Велес има, морам да кажам, индустријска свест кај работниците. И тоа е голема предност за инвеститорите кога доаѓаат да знаат со кого имаат работа. Значи да имаат работа со луѓе кои разбираат што е тоа фабрика, што е тоа норма, што е тоа занает и така натаму. Ги очекуваме пораките да ги слушнеме вечерва тука во Велес. Ви благодарам за овој разговор и што бевте дел од мобилното студио на телевизија Нова. И благодарам. Анита, тука се одјавувам. Митингот е веќе започнат тука во Велес. На сцената на бината се кандидатите за пратеници. Секако ќе се обратат тие вечерва пред Велешани, ќе се обрати и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, колегата Михајло Видимливски е надвор, го следи митингот и ви ја пренесува атмосферата од таму студио.